Може би. Почитувани гледачи, добровечер. Денеска е наш гостин Вера Симовска, писателка со која долго време се познаваме. Па пред малку, подготвувајќи се за емисијата, констатиравме дека нашата прва средба била некаде пред 40 години во редакцијата Млад борец, каде што јас бев уредник на културната рубрика, а се сеќавам како денес да беше, а Вера ме подсети, кажа дека било точно овие денови на 28 ноември. 29 пред празникот. Пред празникот. И јас, да скратам, се сеќавам дека донесе нејзин расказ. Расказот беше толку необичен, јас уште тогаш знаев дека Вера ќе биде писателка. Ајде малку да почнеме од таа средба. Кои беа твоите писателски почетоци? Сигурно не беше тој расказ, сигурно нешто и пред тоа ти почна да пишуваш, Вера. Секако, да. Па, како не уште од првите школски денови, да речам, пишувањето било дел од мојот живот. Пишување песнички, а потоа песни и понатаму малку посериозни песни, односно и раскази, текстови некои. Потребата да се открие човек, односно младиот прво девојче, потоа девојка. Так. Потреба од комуникација со себе, со околината, да запишеш нешто што гледаш, што ти предизвикува некоја емоција, што те замислува некое прашање. Некој себе исказ, некој да. себе отворање. Така, биле рефлексивни тие. Себе премислување. Да. Тогаш јас сум си ги нарекувала самоанализа. Така ми било различно, нешто. На оние први почетоци зборувам. А кога има анализа, мора да има потоа и синтеза. Така, нормално. Тоа подоцна се сваќа, нели? Да, а не знам дали сакаш да кажам за тој момент, затоа што јас се решив... Дали тој момент беше битен за тебе? Не битен, него клучен. Клучен и пресватен. Од две причини. Добро. Првата причина беше што тогаш беа зимите многу јаки. Точно. И кога се патуваше со автобус до центарот, каде што беше редакцијата на Млад борец, да, тоа беше цела епопеја да се стигне до центарот Козлето мое. Од Козле, поточно. И јас нормално знаев за тебе, знаев за Млад борец и тоа беше, ако стапнеш таму, си стапнал на 29 ноември во Белата куќа. Сега малку, може би не е умешно ова што го реков. Добро. И донесов, неколку кратки раскази, сакав кратки раскази под влијание на Борхес. Ти ме дочека, насловот ги погледна. Беше некаде помеѓу. Беше, токму така, секогаш ние се наоѓаме некаде помеѓу. И твојот ме пречека таму, одма ги отвори листовите и ми рече, ова не може вака. И јас се налутив. Прво се стаписав, па се налутив, верувајќи дека е тоа нешто добро и ти викам, па како може да не може, како може да може. И ти тогаш се одважи и ми кажа 2-3 реченици да речам, треба пократко, треба јасно, треба да се цилја, односно да се оди во целта што сакаш да кажеш, да не шириш многу. И јас се вратив дома, тоа поправив и следниот пат, за да речеме, краток период излезе првиот мој расказ во Млад борец под наслов Некаде помеѓу. И ти бев благодарна зашто можев и да се откажам, ама не се откажав. Сега веднаш да кажам дека тие што се вистински творци и вистински борци, тие не се откажуваат. А тие што се колебливи, што не се сигурни прво со себе си, многу лесно е да се откажат, бидејќи откажувањето е најдобар изговор. И се откажуваат поради некого, а всушност се откажуваат поради себе си. Но, што е битно? Зошто јас тогаш сум инсистирал, убаво се сеќавам, на концизноста, на краткоста, на лапидарноста. Затоа што јас бев тогаш во тој филм, имавме нова рубрика Short Story, кратка проза. Бевме под влијание на еден светски бран. Да се пишуваат раскази од една страница. Хрватите вика прича од 33 редака, еднаш лајфна во новинарството. Јас како уредник на културната рубрика морав да го срушам предходното правило, предходната традиција, да речам. Расказите беа од 5 страници. И јас од 5 страници морав авторите да ги привикнувам на една страница. Зошто? Затоа што доаѓаше ново време на
автори на ово време на читатели. Не може да ги читаат тие долги раскази, долгите раскази. Токму така, сакал или не сакал, има празен од, понекогаш дури има и површности, баналности, само полнење на текстот. Да скратиме. Така, Ти продолжи како прозаист. И тоа како прозаист со свој стил. И јас лично мислам дека тој краток, дури би рекол прекраток начин на изразување, тебе лично ти одговара. Зошто? Затоа што тука мислата е најзбиена. Да. И авторот директно пука во метата. Значи не гаѓа од страна за да на крај поентира во центарот. Така и ти мислам дека почна со кусата проза и таа ти беше влезот во македонската литература. И кога сме веќе тука, ајде малку пред да говориме за книгите, да се вратиме малку на твојата биографија. Обично дамите не сакаат да се кажуваат години, но не е ништо страшно. Ти си родена 1965 година. Точно. На 3 единици, 11.1. Да. Завршуваш општа и компаративна книжевност на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Значи, имам компетентен, образован соговорник, но родена си во Котор. Така е, да. Твојот татко бил воено лице. Да, беше. И покоен е сега. Покој лесна му земја. И ти, значи, од Котор, на колку години дојде овде во Скопје? Малку било тоа моje детство, 3-4 години само. Така. Значи, 3-4 години си била сме во Скопје, односно вратени и останувам тука во Скопје цело време. Во она време кога ти дојде во Младборец, кога се запознавме, знам дека живеевте во Трнодол, во населбата Трнодол. Да, во најубавиот. Една убава, навистина, една убава населба. Да, мислам дека е најубавата во цело Скопје. Па да, има прекрасен поглед. Таму се лозијата, местоположбата на селбата е како на балкон. Подсетува на Крушево, подсетува на Велес, на Охрид, амфитеатрално сте лоцирани. Сега да прашам, дали како девојче, ти кажа пред малку дека си пишувала, кога прв пат посака да бидеш писателка? Седмо оделение. Во седмо. Седмо имам и роман напишано тогаш, во тетрадка со дебели корици. Браво. Немам го сочувано или кој знае каде, некаде во подрумите. Зашто беше тој роман? Па љубовен роман. Со принцот на белиот конј, трите врби, реката. Во пубертетот, адолесценцијата. Ама јас сум, односно јас, ликот главен женски, беше некоја борбена девојка, некоја адвокатка беше. Знаеш, она подлијание може би на оние љубовни романчиња што не ги читав премногу, ама сепак. Имаше херц романчиња љубовни. Да, имаше и добри, интересни и така, сам принцот на бел конј доаѓа некој така, тоа таква приказ, таква приказна на која баш сум онака. И тој беше насловот? Принцот на бел конј или беше друга? Па не беше насловот, не знам дали воопшто имаше и наслов. Дали имаше наслов. Да. И ти си го читаше самата тоа, на другарките не им го покажуваше, а во себе си мечтаеше, си сонуваше. Точно, еден ден јас да станам писателка. Така? Да. Така. И еве, тој сон се остварува. Навистина така беше. А ти продолжуваш, ајде сега малку да го поврземе тоа, како што реков пред малку, продолжуваш на филолошкиот факултет, на таа добра студиска група, компаративна книжевност. Ај малку да се вратиме, кои беа тогаш професори? Сигурно си имала влијание од некој од нив. Сигурно не било случајно тоа што си запишала токму на таа група и токму на тој факултет. Па, како да ти кажам, во тоа време кога јас запишав компаративна книжевност, сите познати имиња гравитира околу групата или со струшки вечери така натаму. Меѓу кои бевте вие со не знам зашто не можам да се сетам во моментот, со Александар Прокопиев. Сашо Прокопиев, и всушност петтиот круг. Да, петтиот круг. И јас сакав да сум дел од тој пети круг, надевајќи се дека имам некаков талент, ама во еден момент сватив дека ја додека не завршам нешто добро, како што е компаративна книжевност, не сакам никој да ми каже колку сум јас добра, него ја да видам колку сум добра преку студиите и на тој начин сам уверено да настапам понатаму. И така беше, професори ми беа Влада Урошевиќ,
покојниот Светановски, асистент ми беше покојната Билјана, но асистентки ми беа и Лидија Дракулевска. Така. Подоцна, може би ти биле таму професори Венко Андоновски? Не, Венко Андоновски ми беше практично... Асистент? Не ми беше ни асистент, тој тогаш завршуваше, ама не беше на компаративна, не беше уште, ама беше во тој дел, во тоа време беше и тој... Катица Ќулавкова беше? Катица Ќулавкова, да, после Ѓурчинов. Ѓурчинов, точно. Дојде, теорија на литература и така некако... Добро, кој од тие професори врз тебе изврши некој? Морам да признам Влада Урошевиќ. Влада? Да, Влада Урошевиќ. Зошто? Зошто? Затоа што ми се допаѓаше неговиот мирен пристап. Тој знаеше да те сослуша, да те остави, да те остави да зборуваш, ама да те остави да молчиш ако не си во моментот нешто подготвен, да размислиш, да извлечеш од себе си. И одлични вежби правевме со него, работевме одлична литература. Какви вежби? Па, например, нешто како креативно пишување? Па не беа тоа, него пишувавме осврти на романите, на познатите, наречеме, писатели што тогаш ги обработувавме, ги читавме. Светски, македонски? Светски на светските. Да, светски. Сега да прашам веднаш. Во тоа време, ајде да ги спомнеме професорите, кои беа твои врсници? Со кого од некој од младите писатели? Имаше ли некоја дружба? Имаше клубови повеќе во Скопје во тоа време? Сите што беа на компаративна се, освен девојките. Добро. Освен Деодорико, што Ирена. е Ирена. Да, Павлова Деодорико. И да речам јас, другите некако одали отидоа како професорки, инаку во нашата група беше покојниот Златко Словенски. Златко Словенски, беше Тихо Стојановски, Анчовски, да не му го сгрешувам презимето, Тихомир Јанчовски. Јанчовски, да. Така. Беше Ивица Тодоров, сега познатиот наш свештеник. Да, Ивица Тодоров, така. Беше... Не можам да се сетам. Добро, ја не се подготвував на овој дел. Ова емисија е во живо. Да, и не се подготвувавме за ова. Прашањата не ни се однапред договорени. Одамна беше и на вистина Јас се извинувам што те втурнувам директно во... Жал ми е што не можам да се ставам на сите имиња тогаш, ама... Не е ништо страшно. Познатиот Сашо, Сашко Насев, да. Грешките ќе нека ми се простат. Добро. Да на глумецот синот... Добро. Има многу глумци. Да не се заплеткаме уште повеќе натаму. Заплеткувам. Добро. Значи поминува еден интересен, би рекол дури во тоа време и креативен, бурен и креативен период. Да. Вие на Филолошкиот факултет имавте клуб Мугри, но имаше клуб и во Домот на градежните работници, имаше манифестации, книжевната младина постоеше и слично. Беше живо, убаво. Значи младите автори има навистина можности, постоеше едицијата Алфа за објавување прва книга и слично. Но ти го наоѓаш сепак како и секој автор што си го бара својот пат и ја објавуваш својата прва книга. Тоа е оваа книга. Сега првата книга ја објавуваш во 2011 година. 11-та, да, по долга пауза. Чекаше долго време да созрее ракописот? Па влегов во брак, така. Сосема друго нешто работевме со момчето кој ми стана сопруг. Да. И имавме некој приватен бизнис на кој се посветивме со цела наша енергија и внимание. Дојдоа деца и така натаму и ете. Ја во меѓувреме си правев белешки, но пред колку години доаѓа тоа, пред 20 се одважив да излезам од тој наш приватен заеднички бизнис, да се посветам на пишување. На она што ми беше голема желба. Апсолутно. Оваа книга изгледа прекрасно и како не би изгледал прекрасно кога за графичката и ликовната опрема се погрижил Кочов и Дановски, издавач е Југореклам. Да. Еве, оваа книга навистина е стокмена, многу модерно, многу современо, иако е во прашање 2011 година. Ти во литературата, во македонската литература, влегуваш како поетеса, всушност со поетска книга. Да, што е интересно, да. Многу е необична и интересна е твоето мото на оваа книга. Велиш,
буквите се време, а времето испишана приказна. Да. Навистина е така. Во оваа книга има 30 твои творби, кои што се по еден азбучен ред. Да, за секоја буква посветена е песна. Некој мое истражување, да речеме. Сино небеса. Да. Б, буда, будна. Будна. Бореј. Так. Веда, па глаголи, Светлина, да. па дрвото на животот, па Ѓерѓев, Да. па зелено, еденска градина. Значи, си играш со буквите, но не само си играш, туку ти овде се навреќаш и на архаичните зборови. Да, на македонската традиција. Преку И неа. на тој македонски, така да речам, говорен, зборообразуван вес. И сигурно и ти, бидејќи книгата објавена малку подобна, добро се сеќаваш на твоите почетоци и сигурно ти е ова книга многу драга, бидејќи е влез во литературата и важна. Сега, во оваа книга, поговорот на книгата е од професор доктор Лидија Капушевска-Дракулевска. Да, и благодарам многу за прекрасната рецензија и за поддршката што ми ја даде тогаш. Насловот на нејзиниот текст, бидејќи насловот на твојата книга е Живо слово, а на нејзиниот текст е Слово за словото. Да. Сега потоа, по оваа книга, значи 2011 година, да видиме по 2 години, значи 2013 година, ја објавуваш својата втора книга, повторно поетска книга. Повторно поезија, да. Песни. Чаша полна светлост. Па да прашам јас, што е за тебе светлоста, светлината? Знам дека многу често го милуваш тој збор, го употребуваш. Се плашиме ли ние од антиподот на светлината, од темното, па затоа сакаме да има што повеќе светлина, што повеќе сонце, зашто светлината е животот. Без светлина нема растенија, нема флора, ама нема ни фауна да има без светлина. Да. Добро, тука светлината е како нешто што ни дава можност да ја видиме нашата темнина, ама пред се внатре во нас. Така. И знаете, она кога на светло, ако нема на виделина се гледа. Да. На виделина се гледа, па сака и да се има храброст да се излезе на светлост, за да човек се прочисти. Ако нешто е грешен, ако е нешто, да види што прави, како изгледа, како се одесува, како звучи, како влијае на другите луѓе, дали е добар, дали не е добар, дали е доволно добар или недоволно добар. И во таа смисла светлина, а секако мислам чаша полна светлост или причест, тоа ми се духовни песни. За нашето, мислам, православно христијанство. Да, еве ги насловите. Духовник, божествен напиток. Да, има таму мир и спокојство. Така. Помолитвата. Да. Богослужба. Така. Практично тоа ми се песни под инспирација на моето влегување во духовноста. Бакнежот на Бога. Да. Ајде, Вера, веднаш да појасниме малку. Повели. Што значи духовноста? Кога човекот ја забележува духовноста, дека е таа и покрај него, ама и во него? Така е. Дали тогаш кога се соочува со некој проблем, некои бариери, некои потешкоти, или пак во некој период на позитивна една атмосфера, позитивна состојба, благосостојба. Дали мора да му се случи нешто тешко, нешто тегобно, за волја на вистината, најчесто. За да каже Боже, помогни ми, Спасителу, каде си и слично. Значи го бараме Бог тогаш кога ни е најтешко. Да, ама тогаш кога ја осеќаме таа болка, кога чувствуваме тоа искушение некое кое што сепак ни е дадено од некоја таа сила Божја, сваќаме дека се што гледаме не е покриена со светлост, него во таа темница што нам ни се чини дека е светлина, е слаба светлина, па има сенки. По тунелот ја бараме. Да, и сваќаме дека има тука нешто друго. И бараме логика, бараме причина, бараме одговор зошто ни се случило тоа.
Зашто не можеме да поднесеме и со нашата човечка логика да одговориме. И тогаш ни се открива, практично ни се отвара умот повеќе. Во длабочина во... Почнуваат чакрите да работат. Па добро, чакри нема во нашето, мислам во православието не станува збор за чакри, ама отварање на душата кон Бога. Зашто, нели, Бог ни ја дава душата и ние треба кон него, кон Творецот да се отвориме. Но секој си останува на своето верување, да. Да прашам подиректно, зошто ги напиша тие духовни песни? Па влегов ја во таа духовност. Јас во меѓувреме и на компаративна поминав доста учења. Од будизам, ние тоа го работевме и како испити и така натаму, историја на уметност и све и се, но не можев да се пронајдам и да се најдам и да ми се олесни душата со тие учења. Морам да признам и слава на Бога, ми се откри конечно, ми даде можност Бог да се приближам кон таа негова вистина и тоа беше инспирација голема. Инспирација од вистината. Сега, тоа е патот кон вистината. Тоа нема крај. Абсолютно. И не значи дека тоа вие нешто сте направиле, сега па уживајте. Не, тоа е постојано пат кој треба да се оди. Тоа не е за еднократна употреба. И во тој момент бев на вистина, не постоеше друго важно за мене. Тоа беше најважно, што го осознав. И која ми се отвори како некоја точка во далечина кон која можам да одам и понатаму. Така. Мене ми се допадна таа игра, мала игра со заградата, јас лично истото го милувам и го правам. Многу ги сакам заградите, бидејќи добивам вознашност и повеќе значности во таа песна. Да, ти имаш доста околу тоа и пишувано на тој принцип. На тој принцип, ама и ти го имаш применето таму каде што викаш будна, во заграда, Буда. Па да, некој така си го сметаат Буда, а уствари јас како Будна ми беше поблиско за нас. Поблиско. И сега, иако јас на почетокот говорев за Вера Симовска како прозаист и твојата трета книга, добро, ќе дојдем и до прозата. Да. И твојата трета книга е повторно поетска, Плодна вода, издавач е Манускрипт и оваа книга навистина изгледа убаво, графички, дизајнерски. Сега тука мислам дека повеќе си определена кон мисловноста, кон символите, кон сликовноста, се разбира, има тука и љубовта, го има и делникот, односно ние сите кога пишуваме всушност како да пишуваме дневник, бидејќи 90 и не знам колку проценти пишуваме автобиографски. Така е. Значи пишуваме за себе, пред се. Сега во оваа книга или си даваме ликови различни, а се однесува на нас. Ги именуваме ликовите со други и туѓи имиња, а всушност во тие ликови сме повторно ние. Така. Сега во оваа книга твоја, значи во третата твоја поетска книга Плодна вода, има препораки, јас ги викам препораки, иако тоа се всушност рецензии, поговори од доктор Лидија Давидовска и од Андреј Јованчевски. Исто што заврши компаративна. Сега твој колега. Па помлад колега, помлад колега. Ајде за оваа книга ти нешто да ни кажеш. Оваа Плодна вода, ми се допаѓа наслов, да кажам. Плодна вода е многу битна вода во животот на секого. Без плодна вода нема род. Да, тука и поемата иманентност. Така. Која што исто така ми едно како истражување, да речам духовно, од кај сме, што сме, нашиот збор, нашиот изворен збор и така натаму. А тоа што ме праша за книгата, инспирација повторно е духовниот момент, моите, да речам, истражување или навлегување во таа духовност, но и како таа духовност во секојдневието ја практикуваме, свесно или несвесно. И тука имам обиди да направам, да препознам кога луѓето прават од духовен момент некои нешта, а нели прават и од некој друг, од душевен, телесен момент, но и секогаш го има зракот на духовноста. И сега луѓето се свесни и несвесни, односно некои се недоволно свесни дека многу се духовно отворени, а некои се помалку свесни за тоа. Некој работи на тоа да се доотвори, да му се дообјасни моментот на духовноста, а некој прифаќа така како ќе му дојде. И така некои моменти, некои чувствувања, односно согледби повеќе.
се инспирација за песните тука. Ти велиш... И пак посветено е малку на православието, на Богородица, за богојавлението, што значи низ песни напишано. Имаш тука песни, папочна врска, благовештение. Да. Ама на едно место велиш, со малку покрупни букви, ни се чини трошиме измерено земско време. Да. А земаме од времето на вечноста. Задолжени не да го вратиме, туку да го прошириме, оплодувајќи го. Точно пред значи, нашата... всушност, ова книга е за зачнувањето, за оплодувањето. Бидејќи без зачнување, без оплодување, нема живот. Така е. Нема ни Треба да го пород, продолжиме животот. ни генерации, ни живот. Всушност, ние му даваме здив, му вдахнуваме на новото чедо, на новата рожба, воздух, му даваме крилја, му даваме пат, кој што тој треба потоа самиот да го изодува. И убаво кажа, да. Доаѓаме до еден нов момент за Вера Симовска. Таа всушност, како и сите вистински писатели, е дете. И сака да и добро е да биде дете, затоа што додека е детето во човекот, до тога што и има надеж за човекот. До тога што и постои, до тога што тој функционира. Сега Вера Симовска е автор за деца и млади, затоа кажам дека е дете. Па таа сака да пишува за деца, како и секоја мајка, нели, кога ќе се потврди како мајка, кога ќе има своји рожби, своји чеда, таа и како писателка им се обраќа на децата, значи на својот пород. И во овој случај, во оваа книга, со наслов Понорница, Вера Симовска ги веднаш да кажам дека издавач е Матица Македонска. Значи, еден издавач за респект, добар, квалитетен, сериозен издавач. И повторно, првата песна во оваа книга е Дете светлина. Па зборот мајка, па песната мајка, па мајчин јазик, па сонот на момчето што спие, па дете, волшебник, и така натаму, песната Огледалце. Ајде ти кога би требало да се огледаш во оваа книга, што ќе ми кажеш за оваа книга? Зошто ја напиша? Па не може... Кои беа главните поттици? Да, кога мајка се станува, воодушевена е мајката, односно жената, која ќе види баш рожба пред себе. Нешто мало, кој е живо, кој расте, кој учи да зборува, да покажува некои таленти, или е мирно, или е немирно, и гледа нешто чудо пред себе, и учи од тоа чудо пред себе, така да го наречам. И голема милост кон децата мајката чувствува, бескрајна милост, се топи во таа милост и не може, ако веќе ете незината дарба да пишува, да не напише стихови за тоа. И тоа ми се претежно песни кога бил мал мојот прв син, кој што е поголем од вториот 5 години. Инспирацијата била тогаш најака и повеќе ми се за мојот постар син, но секако важат и за помладиот син. Сега, во вториот дел од оваа книга, ти имаш текстови за подготовка на мали представи, би рекол, во градинките, во училиштата. Значи, во стихови се напишани. Таа игра со зборовите ми била интересна. Мали пиеси, да речам, во стихови, каде што има диалошка форма, каде што има повеќе ликови. Па велиш првото дете, второто дете, третото дете, четвртото дете и слично. До крајот на 8-то оделение, односно 9-то сега. За некои празници, за некои моменти интересни. Да, боите на Воскресот. Да. Една од тие, да речем, поеми, Есенска сказна, Звезденото срце на Дедо Мраз. Да, по повод Нова година. Па интересна книга. Ова книга може да ја користат и градинките и училиштата. Еве, запамтете и побарајте ја во библиотеките. Ти благодарам многу. Понорница од Вера Симовска. Бидејќи навистина ќе
ќе допрете, ќе досегнете до интересни текстови за игра. Да, ти На благодарам. децата и со децата. Сега полека одиме и кон петтата книга, Источен хоризонт. Да. И самата Корица веќе асоцира дека повторно станува збор за духовноста, ама уште по-нагласено, бидејќи во оваа книга се текстови за Бог, за љубовта, за животот и, она што е многу интересно, поговорот во оваа книга е напишан од Отец Санџаковски, Стефан Санџаковски. Значи, еден многу умен, многу хуман, би рекол, човек. Верен на верата. Верен на верата, така е. Ајде, ти малку кажи ни нешто повеќе за Источниот хоризонт, за оваа твоја Источниот книга. хоризонт е кратки текстови. Да. Сега се враќаме на мојот почеток, кратки раскази. Дојдовме до почетокот. конечно. Требаше да изминат Некаде колку години. помеѓу. И дојде до израз таа моја, да речам, склоност да биде текстот краток, да се удира во центарот, како ти што кажа на почетокот. Да. Пишувам за случувања во секојдневието, за односите меѓу луѓето, но од аспект на христијанството. Во времето кога се создаваше оваа книга 2000, да речам, 12, 14, 16 објавена, тоа беа турбулентни моменти за нашата држава, големи превирања и луѓето навистина бевме збунети, не знаевме кој правец да си го фатиме во размислувањето. И има тука многу работи од тој аспект, затоа што текстовите одеа на Facebook, социјалната мрежа, на страницата кај отец Ивица Тодоров. Кај Ивица Тодоров, така. Да живееме заедно и така бев инспирирана, скоро секој ден пишував. Се собра 40 одбрав текстови за тука, за оваа книга. И така правам една компилација со книжевно, да речам, се изразувам за моментите од секојдневието, но низ призмата на православието. Интересно искуство за мене и на секако за читателите, нормално читатели кои што ги интересира ова. Па веднаш да кажам еве за читателите, бидејќи овде, јас само неколку текстови ќе издвојам. Да, нема проблем. Светата тајна брак, Така. стравот, Да. доброто, жената и гревот, зошто Христос. Да. Вера, твоето име. Да. Вера, надеж и љубов. Дали случајно или не случајно, ете и јас сум тука. Вера, надеж и љубов. Дело ти е. Последниот текст во оваа книга е со тој наслов. Вера, надеж и љубов. Да. Јас знам дека ништо не е случајно. Убаво ли е тоа чувство кога веруваш, кога има кому да се помолиш, да се исповедаш. Не мора секојаш тоа да биде само пред олтарот. Можеш да се исповедаш и во својата одаја, така во својата соба. Гледајќи го сонцето, отворајќи го прозорецот, гледајќи го животот. Ти како верник, како човек кој што верува во религијата, верува во Бога, Во Христос верувам. во Христос. Да, во Троичниот Господ. Така. Односно во Света Троица. Да. Сега да те прашам, бидејќи доаѓаме и кон... Убаво е чувството да ти одговорев само малку. Па сакам да ми ти се одговориш. внесе во ова премногу. Сакам да ми Нема нешто одговориш. поубаво од тоа. Так. Зашто човекот не е само тело и душа, него е и дух. Так. Нашиот човечки дух може да лута насекаде, да оди во сите учења, вакви и онакви. Но ако влезе во оној дух што го создал и што му дава можност да воскресне, да биде во вечноста, и да ако му се барем една дел од секундата во животот, ако Бог му дозволил да осети тоа како благодат или така нешто, да почувствува дека постои таа бесконечност, и тука готово. Вие се венчавате за Христос, верувате и цел живот правите се што може најдобро за да го заслужите тој простор што ве чека во бесконечноста, што Господ го припремал за вас. И од таму ве донел на некој начин, нели? Ве промислил тука да живеете. Тоа е нашата вера, мислам.
И нема пубаво чувство. Јас сета сум нежена. Ајде да прашам, да допрашам. Тоа откровение, тоа самочувствие, се случува случајно, читајќи некоја книга или слушајќи некој оратор добар или свештеник? Кај тебе лично? Кога ти тоа го почувствува? Како дојде до тоа? Некогаш некој велел дека во сон? Да, добро. Да. Сека се вели и се кажува и се потврдува од луѓето кои што се во верата како старци, светци и така натаму, дека Бог му се открива на човекот кога тој ќе заклучи дека може да му се открие. Дека човекот може да го прифати, да го препознае тоа откритие. Како мене ми се случило, јас се секогаш размислував многу и трагав секогаш бев нешто тажна, колку да сум била весела, чувствував дека нешто во мене нема одговор. И цело време што нешто, не можев да го отпипам, не можев да го изразам, затоа веројатно сум пишувала. Сакаш да изразиш нешто што има во тебе, да препознаеш, да најдеш. И со тие разумни работи што ги учиме, сакаш да го најдеш одговорот во таа сфера. Да, рационалните. Мораш со рационално размислување, но не можело така. Не можело. Баш се сеќавам од Ивица на предавањата кога ги посетував на почетокот, пред сите ке ме посрамеше. Колку гностички прашања поставуваш. Не може тоа така. А подосна, пред сите ке речеше, знаеше да каже, еве ја вера, од толку гностички настроена, сега иди па од верата отстрани. Значи, кога поверува. Не знаеш кога веруваш. Во моментот ти доаѓа, ти се открива и одиш понатамо. Нема тука кога како. Ама најчесто кога не е нешто тешко. Тоа мора да се признае, но не мора да значи. Во твојата, да пребројам, 6-та... Ти благодарам за овие прашања, многу убави се. За оваа... Јас тебе ти благодарам што си денес тука и за овие твои одговори. Во оваа твоја 6-та поред книга, Црвена месечина, на почетокот велиш дека содржината во книгава не е верна на реални случувања, но е многу блиска на одредени реални случувања по емоции и сеќавање. Затоа и овие текстови во оваа книга не мора и не треба читателот секогаш да ги восприема како зададено сама по себе, една и единствена. Да. Не е ова записник. Литературата не е записник. Ниту писмена задача. Значи, може би било така, може би не било. Може би е фикција, може би е надреалност, ама има ли надреалност без реалност? Нема. Значи, поттикот... Ама имало чувства. Мора да е од... Ама имало чувства, некои мисли, чувства кои што... Сега, во оваа книга... Ја уловиле таа реалност или нереалност? Имаш подршка, да речем, поговор од писателката Павлина Пејковска. Да. И јас би сакал малку... За која сум би благодарна многу. Така, би сакал малку да пролистам и некои од овие наслови во книгата, бидејќи овде има и подолги текстови, и пократки. Тоа е роман. Знам дека е роман, неговата структура е романескна, значи роман, ама роман составен од раскази, од кратки раскази. Не се раскази, не. Нема? Не се раскази. Целина од почеток до крај? Роман е целина, раскажувам приказна за една личност. Само пресечен со меѓунаслови? Да. Так, да, за тоа те збуни, да. Добро. Морам да бидам искрен, мислев дека е... Борете се. Колаж, дека е направен од повеќе текстови и повеќе раскази. Значи, од почетокот до крајот... Има течение, дејство има, да. Ама повеќе рефлексивно дејството, па затоа може би така ти дојде. Добро. Сега, доаѓаме до твојата 7-ма книга, која што наскоро треба да биде објавена, иако таа веќе е подготвена. Дигитално ја направиме за да видам ја како ќе изгледа во живо, во материјалност. Вера Симовска, светлоносна азбука. Сега буквите ми се пасија некако. Да. Ми беа. Овде ја се навраќаш на глаголицата. Да. Сега во оваа светлоносна азбука, повторно, значи пак негде како на почетокот. Како да го затвораме кругот, како на почетокот. Да, ова е наменето за деца, да. Со цртежи од Нона,
Девојче, Да. кој беше тогаш девојче, сега малку порасна. А безкрајното синило на првата да. буква. В, ведрата насмевка на буквата В. Да. Г, големата игра на глаголите. Така. Д, двор со дрво. Да. Па понатаму рајска градина, односно зелен еден. Да, како глагол нели нешто. Ж, жубори жетта за живот. Дз, звони звездената дзуница. И така натаму. И К е интересно, кал и камен. Л, лакотна сончевиот шестар. Тама мислам дека е доволно, ама листајќи гледам дека треба и други наслови да кажам. Повторно се враќаш на децата. Значи, поезија, книги за деца, проза, раскази, роман. Како дојде оваа книга? Зошто повторно подетинуваш, повторно се враќаш во да речем, чевлите на децата, облеката на децата? Па, детето е она чистата наша суштина, всушност. Така. Како деца сме неизвалкани од ништо. И затоа и Христос вика, оставете ги децата кај мене да дојдат. Така да, таа енергија на детето треба да ја сочуваме чиста, треба да ја сочуваме, да ја заштитиме. И тоа го чувствувам како одговорност, значи да кажам нешто со добра намера, дечињата уште од мала возраст, да станат свесни за некои работи, да се подготват за живот, да речеме, за да знаат точно какви избори да прават во нивниот живот. Тоа ми е пораката, желбата, значи како возрастна, со одредено искуство што сум поминала во животот, да го пренесам колку што можам, тоа да направам, да дадам некаков допринос со тоа што сум ја поминала низ нешто. Не мора и други да поминуваат, нели? Сите поминуваме низ кој повеќе, кој помалку. Во таа смисла, навраќање на децата значи да се сочува, зашто детето е светост. Да, нешто треба невино, да се грижиме, нешто чисто, нешто чедно. Апсолутно. Тоа е единствено нешто што е невино и чедно. Ние потоа се загадуваме како растеме. Да. И не сме свесни за тоа, што е најтрагично. Па детето е најкрепкото и најнемощното. Како викаат старите кога ќе остарат, се подетинуваат. Точно. Се навраќаат на она што навистина им е најчистичко. Се затвора кругот и повторно стануваат деца, бидејќи тогаш веќе не им требаат пари, не им значат ништо парите. Да. Што им значи? Им значи сонцето, водата, им значи воздухот, животот им значи. Ама на чистиот извор. Го сакаат животот тогаш уште повеќе. Затоа што гледа дека има уште нешто повеќе. Дека исчезнува. Да, дека постои нешто друго. Им се открива на секој стар му се открива дека животот е нешто повеќе од она што цело време мислиме дека е. Дали си задоволна од досегашниот твој писателски пат или како и сите ние? Мислиш дека секогаш можело и повеќе и подобро, бидејќи оној што објавил една книга, вели зошто не објавив уште една. Оној што објавил 10 книги, вели зошто не објавив 20. Оној што објавил 50, зошто објавил 60. Но не е се во квантитетот. Така е. Напротив, јас мислам дека секој една спишува една книга, цел живот, или слика една слика, или игра една улога во театарот или на филмот. Но денес во Македонија има голем број писатели, некои се нарекуваат писатели. Нека се живи и здрави сите. А прашање дали се тоа. Но, како и да е, нека пишуваат, нека веруваат дека се тоа, бидејќи на крајот од краиштата подобро да го прават тоа отколку нешто друго. Така е, да. Бидејќи има тука при пишувањето има монолог, ама има и диалог, разговор со себе си, има преиспитувања. Па како што рече и ти предмалку, има и поуки. Сега, ние зошто пишуваме? Затоа што сакаме нешто да соопштиме на другите, некој друг тоа да го види, некој друг да го прочита, или на друг начин поразличен од претходното. Со новото искуство што сме го стекнали. И мислиме дека тоа никој претходно не го кажал, никој претходно не го напишал и токму ние тоа го кажуваме, го пишуваме и го подпишуваме како наше. Па ја уствари би рекла вака, сушност би рекла вака. Да. Ние имаме потреба, нашата автентичност е важна.
да го кажеме на наш начин, зашто на еден да му се допадне и да го поттикне како ја што сум прочитала од некој дали наш или странски или светски автор, баш мене, како за мене да напишал. И тоа ми дало поттик да одам понатаму. Така да секој што пишува вреди неговото пишување. На крајот од емисијата сме, ама морам и јас да се метнам со една констатација. Често сме сите ние изненадени од коинциденцијата. Значи ти нешто пишуваш и не знаеш дека некој друг веќе тоа или го напишал пред тебе или го напишал по тебе. Али најважно е на твој начин да го донесеш. Така е. Само не ме праша дали спремам нешто ново, не знам дали имаме време, 2 минути. Па ова е не е тоа, не. Ново, ама има и најново. Има најново, тоа за следната година кратко историски роман пишувам, односно за историска личност. Ќе биде тоа така малку. Нема да одадам, да почнам, имам све и наслов и ликот се знае за кој. Добро. Нека остане мала тајна за да не премногу ветувам. Али пред голем предизвик се наоѓам и се чувствувам прекрасно заради тоа. Добро, тоа е убаво чувство. Сега, на крајот од емисијата имаме еден обичај. Што е тоа сега? Една од овие бои ќе треба нешто да ни напишеш, да ни оставиш како трага. А што да биде тоа некој? Твоја порака, мисла. Прво, овдека твоето име и презиме во овој горниот дел, значи овде Вера Симовска, а на ова другата страна размислувај за порака, мисла, може косо? гесло. Може како сакаш. Вака големи букви? Може. Неограничена слобода, иако ограничен е само простор. Само името и презимето? Тука датумот не треба има. Овдека сега пораката. Таа мисла што ќе ни ја напишеш и ќе ни ја подпишеш. Ајде сега со другата боја. Добро. Бидете своји. Важно е тоа со кое се издвојувате од другите. Одлично. Не барајте ги и веќе наопаку читам тоа. Да, ова намерно со мали букви. Крајното само ќе ни го прочиташ. Сега. Мора фака, излез. Добро. Личностите. Добро. Овде му е скратено подписче твој. Ајде уште еднаш прочитај ова мисла. Бидете своји, важно е тоа со кое се издвојувате од другите, не барајте ги и не имитирајте ги сличностите. Одлично. Еве, биејќи сме на самиот крај, сакам и со рака, официјално, да ти честитам за се досега што имаш напишано, што имаш направено. Продолжи така, напиши го и тој твој нов историски роман, гледам дека многу ти значи. Да. И дека си... Тоа ќе ми биде животно дело. Да, гледам така дека го чувствуваш тој творечки набој. Да. Ти благодарам, Вера, за денешнава емисија. Јас бескредно ти благодарам што ме повика да бидам дел од оваа твоја емисија на оваа вистинска телевизија, Вицтел, за која имам, се разбира, одредено позитивно мислење. Ви посакувам на цела телевизија успех и долго да траете во етерот. Благодариме. И поздрав до гледачите, се разбира.